Najprvo da se zablagodarim na Civil медија за организирањето на ваквиот караван и почасти што и Гевгелија домакин на ваквиот караван, бидејќи има многу што да се каже и слоганот со кој јас настапував на локалните избори 2017 во изборната програма беше модерна европска и зелена Гевгелија. Токму за тој третиот атрибут зелена Гевгелија денес ќе развиеме дискусија и ќе сакам да кажам дека голем дел од три капитални инфраструктурни проекти водат кон тоа да Гевгелија биде зелена Гевгелија. Тековните работи што ги работиме, посветуваме големо внимание на зеленилото и сакам да му кажа да порачам една порака како искуство пракса позитивно од Гевгелија, дека голем дел од прашањата за отварање на рудници, за отварање на други фабрики кои би може да бидат загадувачи во општина Гевгелија се одбиени на седницата на Совет во транспарентни постапки, во дослух со граѓаните, преку изјаснување референдумско, така што крајната порака е го имаме слухот на граѓаните, го имаме слухот на невладините организации и се што правиме во нашата концепција во тој слух да ја направиме Гевгелија освен модерна европска и зелена Гевгелија. Целта на зелениот караван е да ја зајакне јавната свест во контакт со граѓанките и граѓаните во преку 15 општини во Република Северна Македонија. Убавата Гевгелија секогаш е на нашата проектна мапа за сите наши проекти, бидејќи овде наидуваме на извонредна соработка од градоначалникот и од општинските власти. Сметам дека Гевгелија е добар пример, почнувајќи од јавната свест која покажа и во претходните години една висока свест, една висока зрелост за зелените вредности, за тоа како треба да се третираат еколошките теми и проблеми во едно општество, не само македонското, туку не секаде во светот. Тоа што ние се обидуваме преку зелениот караван е да ја подигнеме јавната свест и на локално ниво за учество на граѓанките и граѓаните, на општинските власти во креирање на една политика која е во соодветна на зелените вредности кои се широко прифатени особено во Европска Унија. Зелените вредности, тука би сакале да особено да истакнеме, започнуваат со тезата дека предпоставуваат почитување на човековите права и човековото достоинство. Значи, зелените вредности не се однесуваат само на комуналната хигиена или чистиот воздух. Пред се човекот е во прашање, а понатаму се разбира, освен социјална правда, треба да има еколошка правда. Освен тоа да се разговара за економски развој, треба да се разговара и да се спроведуваат мерки во таа смисла за одржлива економија, за економија во која ќе се обезбеди општество за сите подеднакво. Една таква трансформација, што се разбира и висока демократија и високо учество на граѓанките и граѓаните во секој процес во општеството. Нашата работилница се нарекува и сите работилници кои што ги одржавме досега низ градовите во земјава носат наслов Зелените доаѓаат и не случајно е тоа така. Денеска ќе дискутираме освен за зелените вредности, за социјалната правда и за антинационализмот. Знаеме дека демократијата во нашето општество, па и секаде во светот, е секогаш во директен конфликт со национализмот, корупцијата и хибридните закани, а тоа подразбира не само граѓанско учество, туку и заедничка соработка со сите засегнати страни, вклучувајќи ги и на локално ниво, локалната самоуправа, меѓутоа на национално ниво и сите останати институции. Јас се надевам дека ќе развиеме плодна дискусија и дека ќе дојдеме до некои идејни решенија кои понатаму ќе ни помогнат во формирање на документи и политики кои што би ги предложиле до надлежните институции, а ќе бидат дел од зелените, односно од граѓанската платформа на Зелен цивил, која што се однесува токму на почитување и развивање на зелените политики, демократијата и антинационализмот.